Продолжуваме со емисијата, како што кажавме, тука го имаме господинот Самка Ибраимовски, председател на ПЦЕР. Зборуваме за новиот закон за измене на закон за облигациони односи со кој се регулира висината на казнената камата, висината на трошоците кои треба да ги платат луѓето за заостанати долгови. Господин Ибраимовски, добро дојдовте во студио 10. Добро најдовме, драго ми е што еве денеска се гледаме. Ние се видовме пред неколку месеци беше. Не, и пред многу години се видовме еднаш, дискутиравме за оваа проблематика, која бев како пратеник кога и доставив исто ваков закон, меѓутоа не беше усвоен. Вие добро знаете, се сеќавате и добро е што после толку време ова ќе го разјасниме на граѓаните покрај вчерашната емисија, што не успеа да го дообјаснат што е проблемот околу ова. Денеска ќе пробаме тоа да го разјасниме. Добро, зборуваме за закон за измена на облигациони односи. Во што е суштината на сега на предложениот закон на измените и што се разликува, да речеме, од вашиот предлог закон? Има ли разлика? Предлогот мој и овој е исти, не е нешто изменето. Некои финеси се направени и моделот на казнената камата која се дефинира сега со овој закон, каде што престанува до главниот долг, кој ќе достига висината на главниот долг, престанува казнената камата. Сакам да објаснам дека во членот 368 од Законот за облигациони односи и во стариот закон формулирањето беше дека застарува за 10 години. Меѓутоа не се знаеше каде е почетокот и каде е завршетокот на извршната постапка, односно кога доаѓа застарувањето. Со ова измена што се прави денеска, се доаѓа до една констатација, едно до појаснување дека судиите сега веќе ќе имаат кога застарува предметот, кога почнува и кога завршува. По донесувањето на судска пресуда или по равнување или по други основи, после 5 или 10 години престанува да предметот застарува. Значи, овде се дефинира сега само до објаснување на стариот закон што беше 368. На веќе постоечки. Да, имаше и таму 10 години, сега се дефинираат само кога и како треба да се да се смета за застареност на она и кога и казнената камата престанува да важи до достигнување на главниот долг. Тоа е именно доколку должникот се повика на застареност согласно старата законска формулација, од ова одредба не е јасно кога е таа настаната. Во практика пред судовите се воспоставува еден модел со кој самите судии утврдуваат дека со поднесено барање за извршување доаѓа до прекин на застареност и тој предлог ќе трае до недоглед. Сега тука се дефинира. Ајде ова да го објасниме повторно на поедноставно за гледачите што се случуваше до сега. Значи, како што кажуваме, и во досегашниот закон има за тоа дека поборавањето застарува. Да. После 10 години, да речеме. Да. Но во пракса во судовите тоа не се случуваше. Зошто не се случуваше? Па еве, ви кажав, судско да го поедноставиме за гледачите. Па еве, сега по прашањето закон пишуваше 10 години застареност, судијата донесуваше одлука дека по донесувањето на извршното решение не може да се смета дека е застарено делото и продолжува до недоглед таа наплата, а сега со ова измена. Значи судиите според стариот закон не го кажува почетокот на застарување. Тој момент го избегнува. Тука пишува 10 години и судијата би требало истото да го каже дека делото е застарено. Но не пишува од кога? Не пишува од кога. А по правило би требало да се суди дека е тоа дело застарено. Затоа што има одредби во Закон за облигациони односи кои го дообјаснуваат тоа застарувањето од 10 години. Меѓутоа во примената не го правеле тоа судиите и го оштетувале и должникот и го оштетувале нормално добивал доверителот. Затоа што не може ти предметот да го држиш 9 години, 11 месеци што кажуваше вчера пратеникот Панов, Минчо Панов. 11 на 10-та година ја пуштат на извршување, му рачунаш камата за тие 10 години, му рачунаш главниот долг, каматата, казнената камата и тоа доаѓа долг кој бил, например, 10.000, станал 110.000 евра. Тоа е, мислам, абсурд. Со ова, сега законско решение, се утврдуваат
начинот и на кој начин треба да се наплатува, односно да се извршува решението на судот. Ова лично сметам дека е добро за народот. И ова законско решение добро е што пратениците од Социјалдемократскиот сојуз го дадоа како предлог и добро е што сите пратеници гласа, не само позиција, него и опозиција гласаше, тоа значи дека го слушаат гласот на народот. 180.000 блокирани сметки имаме. Од тие сметки, рачунајте, некој можел да плати, некој не може да плати. Сега имаме икс оправдани разлози зашто не може да плати. Дали фирмата отишла во стечај, дали пропаднала фирмата и така натаму и така, му нема некаков приход тој што треба да плати и доаѓа до блокажа на неговата сметка. Со ова законско решение се олеснуваат сите граѓани кои се блокирани од различни аспекти на блокажи од извршители. Затоа што вчера слушавме извршителката како се штити сама си себе, што ќе правиме ние сега, че треба да ги затвориме предметите. И кој се жали на овој закон? На овој закон се жалат извршителите, нотарите и некои од банките така се јавиле, за демек ќе бидело, што ќе биде. Секој кредит се зема на 5 години. Прошле 10 години ти не си го наплатил. Твој проблем. Зашто не си го наплатил? Си имал извршно решение, постапката треба да тече побрзо. Меѓутоа, се тактички се работело за да се добиваат тие огромни камати. Нека не плати, има камата. Тоа така се однесуваат и извршителите и доверителите. Добро, но може ли ова сега да воведе во една, да речеме, правна анархија, каде што луѓето намерно ќе чекаат да помине 10 години, ќе се задолжуваат, ќе чекаат? Баш напротив. Со ова законско решение се стимулира ефикасноста и брзината на извршување на извршителите. Тогаш е брза извршителот да ги наплати парите. Затоа овој закон сега така направен. И ова е добро и ќе дојде еден баланс на тие луѓе што се задолжени, што им исица крвта за овие 10-15 години. Вие многу добро знаете, ние во претходната емисија зборевме дека Македонска банка која веќе не постои, ден денеска луѓето мене ми се ова лично, барем јас колку знам, да не претерам илјадници луѓе, меѓутоа најповеќе ми се ова од Кичево, од Прилеп, од Битола, каде што луѓето добиваат огромни суми на мал долг што останал пред 15 години, сега доаѓа да оплати 10 струко, може и 20 струко од она што, и ако имал 100 денара, сега му доаѓа да плати околу 2000 евра, 120.000. Тоа е нешто невозможно. Со овој закон тоа се застарува. И тоа е добро, и граѓаните треба да знаат дека со овој закон застаруваат долговите што 10 години не биле наплатени, по разни основи, поравнување или судска одлука, тука пишува во законот по точка 3 и во членот 4 на законот јасно пишува, само ќе кажам дека освен ваквата правна регулација се конкретизира на ова одредба со членот 4 Законот за изменување и дополнување на Законот за обликационот. Добро, може ли за кои долгови се работи сега? Дали е наведено во законот за кои долгови? Дали се работи само за банки, дали се работи само за фирми? Не, ова се работи општо за сите долгови. Дали тука влегувате сметките? Се влегува тука. Сметки за струја, мобилни, поразни кредити останати земени пред 10-15 години. Тоа се доаѓа и со тука се доаѓа, затоа реков, овој се балансира веќе. Од кога почнува да важи овој закон? Па тој закон прво е дадено, изгласане од пратениците дека може да оди понатака, сега има во комисиите и ми сметам дека многу брзо време ќе се донесе овој закон и ова е спас за народот и за тие 180.000 граѓани кои се блокирани по разни основи. Што е многу се зборува и за каматата, дека таа не може да го надмине главниот долг, нешто што сега се случуваше многу често. Како е тоа дефинирано? Па видете, во претходниот закон што се донесе за камати, беше да не биде поголем од главниот долг, но не беше опфатена казнената камата. Сега со овој закон се опфаќа и казнената камата, така да и казнената камата не сме да биде поголема од главниот долг. И во тој случај, ако дозел 100.000, да кажеме, ќе плати уште 100.000 камата, нема да плати
3-4 пати. Значи, невозможно е каматата да биде поголема од главниот долг без разлика на време траење на долгот. Без разлика на времето на долгот. Не може. Тоа треба да остане толку како што е дефинирано во законот. Ако си земал 100, 100 ќе платиш камата. Се друго се стопира. И казнената, и редовната камата, и сите други престануваат да важат. Тоа е добро, затоа реков, ова е добро за народот. И кој се жали на овој закон? Се жали, олигарсите се жалат. Извршителите ќе им престанала работата. Па ја, да ви кажам искрено, има еден случај, што неќам тука да го покажам, бидејќи уште се во постапка на истрага, преседателот на извршната комора на Македонија има предмет кој 2 години ги држал парите на својата сметка и после пријавувањето во полиција дека не се наплаќа ова долгот, одма утредента легна парите на сметката на барателот во полиција. Значи, релацијата, дали полиција или обвинител, некој му јавил на извршителот и он веднаш утредента ги исплатил парите. Тоа е злоупотреба на службена должност. И јас, лично, како Самка Ибраимовски, имам доставено пријава кривична до Основното јавно обвинителско во Тетово и користам прилика денеска, нема да злоупотребам, него само да укажам дека мојата пријава за преседателот на извршители на Комора на Македонија да постапат по мојата пријава околу злоупотреба на службена должност. И сакам да кажам дека таквите извршители кои го исцицаа народот и кои работеа што подолго само да се држи предметот во она, да може да наплатат поголеми износи на камати. Како е оштетен народот? Еве, јас ќе ви кажам како е оштетен. Има 3 работи. Значи, доаѓа адвокат пред да се даде на извршување. Барем тога дава адвокат. Оди кај нотар, наплатува. Оди кај извршител, наплатува награда. И на крај, кој ќе се собере се тоа, со данок, плюс данок става на овие 3 работи и се става на должникот. Тоа е цицање на народот. 3 работи кои не се потребни. Треба, покрај овој закон што ќе се донесе сега, што сметам дека ќе го изгласат пратениците, мислам дека нема да има проблем, треба малку да се внимава и на законот на извршители. Или да се вратат во судовите како што беше порано, а не да се погадат поединци од страна на извршителите. Јас пишувам, може и вие читате на мојот Facebook, каде имам над 5-6 хиляди мои фанови, и укажувам дека ветингот што беше ветен од страна на власта, треба да почне од извршителите и од судиите. Кој бил тој извршител пред да стапи на функција, кој е денеска? Какво богатство поседува сега, а какво имал пред тоа? Какво богатство имал судијата пред тоа, какво сега? Со тој ветинг ќе се расчистат тие коруптивни односи меѓу извршители, меѓу суди и ќе се знае дали може со таа плата од 60.000 или 100.000 колку и да има плата судијата, како може да дојде до такво богатство и како може извршителот кој дочера бил еден обичен граѓанин со некоја плата што ја земал кај што работел, и како е сега со плацеви, со куќи, со викендици, со внуци, правнуци обезбедени и така натаму и така натаму. Тоа треба да се расчисти. Ако сакаме корупцијата да ја спречиме, единствен начин ветинг на тие што ги донесуваат одлуките, суд и извршител. Вие знаете колку народ има умрено од тие извршители кои им ги зеле куќите за сума од мали пари. Не може на се и се што да се става забрана. Ако Сејат Ризановиќ дужи 100.000 ред и да му знаеш забрана на куќата, на сметката, на сите страни блокажа. Уште тоалетот што не му го блокира, за да не може и у тоалета да иде. Мислам дека тоа треба да се регулира со закон и пратениците им порачувам сега, ако гледат оваа емисија, да пристапат кон извршниот закон на извршителите, да го регулираат или да ги вратат повторно во судовите кај што беа извршителите. На тој начин ќе се ослободи народот од ова што е денеска, односно народот што се блокирани, негде околу 180.000, вие слушнавте и вчера на емисијата кажа и пратеникот Панов.
180.000 блокирани сметки. Добро, власта донесе едни измени за законот за извршување, уште минатата министерка Рената Десковска беше каде што се намалија. Не се почитуваат. Тарифите на извршителите се намалија, наградите, казни, овие Не се почитува. трошоците. Господине Ризановиќ, не се почитува. Како може да не се почитува, не знам. Па не се почитува. Тоа треба да се регулира или да се врата повторно кај судовите извршителите. Сакате да кажете дека И да нема, или ако останат како што е сега, да не се оптеретува народот дека мора да иде кај нотар да плати должникот, кај адвокатот да плати, на крајот да плати и наградата на извршителот. 3 награди добиваат на грбот на должникот. Тоа не може да биде. Не може така да се отвори. Или блокирањето на било кој граѓанин не може да биде на сите страни да го блокираат. Да не може ваздух да зиме, астма да фати. Му треба пумпица да дише човекот. Не можеш ти му блокираш сметката, му блокираш тамо што има некоја имот, има некоја друг имот што ти ја знам тамо и одеднаш од сите страни блокиран и ти сакаш се да го заклештуваш народот. Не викам дека не треба да се плаќа. Тој што може, си плаќа. Тој што не може да плаќа, има многу разлози. Имаме негде околу 80.000 само социјална категорија граѓани по разни основи. Имаме инвалиди, трудови инвалиди, имаме социјалци, имаме луѓе, фирми кои отишле во стечај и не може да платат. Значи, се тоа да се говори. И сега, кога и тоа го уведува пратениците, тоа не само пратениците, Народниот правобранител во својот извештај кажува дека најголемиот грабеж на сопствениот народ е со извршителите и со неутврдување на законските одредби во Законот за обликациони односи. Добро, но Еве тоа сега се прави. Ајде да не гледаме премногу еднострано на работата само едната страна, бидејќи имаме реално и многу граѓани кои ја злоупотребуваат состојбата, значи особено кога може да земат кредит. Иако сте свесни дека понатаму не може да го вратат или некои па свесно земаат со намера да не го вратат. И значи ги злоупотребуваат овие алатки финансиски кои им стојат на располагање. Значи зна и потоа тие пари ги трошат за разни работи непотребни и на некој начин тие го злоупотребуваат ова, знаат дека не може да им се наплати, нема од каде, не им е важна ниту сметката трансакцијска што им е блокирана бидејќи немаат ништо на неа. Не би рекол дека тоа е така, затоа што секој зема кредит да го врати кредитот, не го зема да не го врати и не може да не го врати. Тука треба да разјасниме некои работи околу тоа прашање што вие го кажувате, земал кредит или она. Кога зема кредит, тамо пишува за колку години треба да го врати кредитот. Значи треба да го врати за 5 години, за 5 години ќе го врати. Ако не го врати 5, прошли уште 5 плюс 10, тоа е одговорноста си ја зема банката, зашто не му наплати уште за 5 години? И затоа ќе има застареност. Втората работа, каде има, јас сум економист и тоа што можам да кажам, барем по мојот капацитет што го поседувам како Самка Ибримовски, можам да кажам дека никогаш за 30 години и за време на Југославија, кое било, банките не биле со добивка од 46%. Знаете што значи една банка да има добивка од 46%? Значи, исисање народот. Ако нема народ, нема банки. Значи, народот, тие се народни пари, 46%, што има добивка банките по разни основи. Какви такси се плаќаат? Идеш да уплаќаш сметка од 300 денара, плаќаш 100 денара такса. Идеш да уплаќаш 50 денара, плаќаш 25 денара такса. Тоа се пари, огромна сума, значи тоа народ го донел. И они имаат сега добивка од 46% од банки. И ова што сега се прикажува дека многу се загрижени, не. Тие што плаќале до некое време, тие го исплатиле долгот. Останало може и дел од камата, сега ги водат на екран ги водат како должник, а функционира и без тој должник банката. Тоа са тие имаат активни и пасивни должници. Значи активните должници ги држат и тие рачунат дека ќе ги наплатат, а тие пасивни они знаат самите дека тоа не може да го наплатат.
И тоа е тука што со овој закон го регулира и што е за поздравување, иако е со закаснување, меѓутоа никад не е касно, што викаат србите, да се донесе нешто решение добро за граѓаните. Ова е ослободување на сиромашните, ослободување на должниците кои не биле моćни да платат по разни основи, било како да вртиме. Сега ќе има некој што ќе се лути на овој закон, меѓутоа тоа е тоа. Сега имаше и закон кога и претходно Груевски ги отпише еден дел од долговите на граѓаните. Ова е малку по-другачие, во друга форма, законска, регулирано и така че иде и добро што е така направено. Има ли, господине Ибримовски, некаква регулација на ова што се зборува за брзите кредити, бидејќи тоа е една друга категорија на кредити, бидејќи таму се набиваат долгови не врз основа на камата и казна на камата, туку на останати трошоци. Бидејќи каматата е законски ограничена колку може да биде, и таму се ставаат некакви други трошоци кои фирмите сами си ги пишуваат, па исто така граѓаните ќе земат, да речеме, 10.000 денари, им доаѓа 50.000 да вратат, им ставаат таму, па не знам, манипулативни трошоци за ова, трошоци за она, и им зголемуваат пута 4-5 пати. Има ли, дали тоа се регулира некако? Видете се. Бидејќи тоа не влегува во категорија камата. Точно е дека има тука огромна сума на трошоци кои се стават на терет на земањето на тие брзи кредити. Ако си зел 30.000 кредит, тоа е ставено произволно на фирмата сама да се ги измисли. Може да пише што сака. Меѓутоа, еве во разговор со пратениците кои имам контакти, мислам дека се припрема едно такво законско решение за регулирање на тој однос меѓу брзите кредити што се даваат на граѓаните и да ги заштитат граѓаните од таквото лихварство. Тоа е званично лихварство, нормално. Ти давам пари, брз кредит, ако сакаш земи, ако сакаш не земи. Меѓутоа таму се условите другачие. Нема оставање хипотека, нема кола, него едноставно иде со лична карта, земаш тоа што треба да го земеш, ти дава, подпишуваш договор дека ќе вратиш на 5, на 6, на 10 рати и така натаму, и ако долгот ти бил, да кажеме, 100.000, ти си враќаш 500.000. Тоа е што ќе се регулира со законот сега што го припремаат партениците. Има такво решение, каде што ќе го намалат и каматите и трошковите кои се внесени во самиот договор што го земат кредитите граѓаните на Република. Мислам дека во скоро време ќе излезе и тоа законско решение и ќе се регулира. Меѓутоа нема што да се лутиме. Со овој закон се регулира односот на застареност. Тука пишува, сега само се додефинира законот членот 368. Во управата за јавни приходи имаме застареност на долгови. Во казнениот закон имаме застареност на долгови. Тука имаме и во стариот закон, но не се почитуваше, не беше добро дефинирано, сега се дефинира токму кога е почнува и кога е престанува застареноста. И тоа е добро, значи сеопфатно ќе биде. И вамо застареност има, и вамо, и таму, и овде ќе има застареност. Добро. Така да сметам дека ова е добро за граѓаните. Во однос на овој закон за измена на облигационите односи, друг проблематичен сегмент од законот кој го проблематизираат, еве да речеме, извршителите, нотарите, правниците, да речеме на некој начин, е тоа што ќе важи ретроактивно. Велат дека тоа ќе создаде правен хаос во предметите, во извршувањето. Освен во хаос во самите процедури, проблем е ќе настане за луѓето кои веќе платиле. Бидејќи вие сте платиле пута 3, пута 4 пати камата и сега одеднаш за некој кој не плаќал, кој се излекувал цело време, тој треба да плати, а вие сте си платили. Видете, тие два момента се. Нема да настане никаков хаос, тука се дефинира само, се утврдува законското решение тука. Втора работа, хаос не може да има, ви кажав претходно, дека има активни и пасивни кои ги плаќале своите обврски. И тука извршителите сега со овој закон фактички ќе им се намали нив работата, што нив тоа ги боли, да и држат ностоп во лер должниците, и тоа го прават континуирано, не само сега, континуирано, а сега со ова ќе се ослободат граѓаните од таквите извршители и од таквите извршни решенија. Сметам лично дека нема
никаков хаос да настане. Само ќе се подобри ситуацијата и економската положба на граѓаните на Република Северна Македонија. Граѓаните ќе можат да дишат, нема да бидат веќе во интензивна нега, да го негуваат да обстане. Сега со овој закон ќе се регулираат сите тие работи. Така да не може да настане хаос која банка има 46% добивка, не може да настане хаос кој еден извршител има 10-5 стана, викендици, плацеви, коли и моли. Кој хаос ќе настане? Уште ли да го цицат народ? Уште ли да му земат она последното што го има да го јаде? Тука е едно битно што кажав и пак ќе повторам. Пратениците ги замолувам да седнат, да го заштитат народот од извршителите, да го регулираат или законот, или да ги враќат извршителите повторно во судовите кај што беа. Застареноста, ви кажав, тука нема дилеми. Има во управа за приходи, управа за јавни приходи, 5 и 10 години има застареност. Казнени закони што украле милиони, милиарди пари, па има застареност. Сега, за сиромаштија што се носи еден закон, и слушав вчера, дискутираше извршителката, само се ги штите за своите интереси, извршителски интереси. Дека Македонија пат имало предмети постари. Па има. Има такви предмети. Ама што е тоа проблемот? Што дошле двајца сведочи, сведочеле на автопат дека го удрило куче и дека го задозволиле Македонија пат да плати. Па тука 70-80% тие предмети све се пресуди фиктивни пресуди донесени. Како тоа може? И сега што е? Ајде, куче, му удри, ќе направи. Прво имаш ти знаци, почитување на брзина на возење. Имаш движење, дали има кружен ток или има село во близината, треба да намалиш брзината, треба да имаш преглед, возиш со огна брзина и излага кучето. Океј, има такви случаеви. Излегло кучето, го удрил, ќе плати тој што е она. Тоа треба да го плати по правило, јас кога би бил, тоа треба да го плати дека он кога ја тужи ја дава фискалната сметка што ја платил патарината. А патарината ја наплатува јавното претпријатие за државни патишта, не го наплатува Македонија пат. Уместо да го тужат тој што ја дава сметката, кај што ги дал парите, они го тужат Македонија пат, што нема логика. Добро, сега што е проблемот што Македонија пат нема да ги наплати? Не е Македонија пат, него тие што имат дел тамо, ви кажав, она спомна дека ќе не можат доверителите или граѓаните да ги земат парите. Јасно, да. Меѓутоа таму се 90% ви тврдам, 80%, ја бев таму заменик директор, знам многу добро. Значи 80% тие предмети се се филовани, наместени за да може да добијат некој динар. Не викам дека тие што се сварно дека нема да и дел од нив има и што наплатиле таква и побарување. Сега користи прилика вчера да каже дека некоја фамилија погинала, па Македонија пат. Македонија пат не плаќа за погинати луѓе на автопат. Македонија пат плаќа ако има куче на патот или од други оправдани, дали имало дупка на патот или асфалтот не би добар, па узрок донел до собрачеката. Меѓутоа, за погинати, се знае кој плаќа. Плаќа осигурување, плаќа мислим, многу чувствителна работа, кажа вчера, што не доликува на една извршителка која, да кажеме, ако направиме тоа ветинг од која била пред да влезе како извршител, и сега ќе не бидат многу јасни работите на сите, и на граѓаните, и на вас, медиумите, како и на кој начин дошле тие луѓе до такви имоти како што ги имаат денеска. Добро, не ми одговоривте на прашањето што е со луѓето што веќе плателе камати, каснени камати, што веќе ги плателе долговите. Тие биле во можност да плата, а луѓето што не платиле, ви кажав, имало икс разводи што не платиле. Дали фирмата пропаднало, дали човекот пропаднал, дали некој умрел. Има и такви предмети што ги водат извршителите, а човекот е умрен. И сега го носат, го држат во фиока и повремено го пуштаат на фамилија, на син, на внуци, на правнуци, дека треба некој да го плати тоа. Тоа што платиле, тоа е, мислам дека една голема грешка што е направена
во минатото. Се извинувам малку. Не е проблем. Да, но тие што веќе платиле, значи сега ќе се чувствуваат оштетени. Па не се оштетени тие, видите, не се оштетени, они земале таков кредит, вратиле. И овие што ги тужат сега, тие имат вратено парите. Ако гледаме главницата, тие га вратиле главницата. Ова све се однесува на закаснување на камата. Значи, сите ги вратиле главницата. Затоа ви потенцирав ја, ако ме разбравте, активни и пасивни должници. Да. Значи, активни се тие што има договор, да кажеме, со банката за 5 години да го врати кредит. 4-та година веќе банката сигнализира. А со овој закон ви кажав, ќе даде ефикасно на работата на извршителите. Затоа што банката Ќе ги мотивира. Да. Има 5 години, банката ќе каже, ја имам 5 години, ти мораш да и наплатиш овие пари. И тогаш ќе биде окей. И сега не знам што е тоа фамата околу овој закон. Има ли некои други измени интересни во законот, освен овие што ги кажавме во однос на рокот за извршување, на застарување и на висината на ограничување на висината на каматата? Има ли нешто други измени? Каматата е завршено, мислам. Тога веќе во прошлиот закон што беше донесен пред неколку месеци или има 5-6 месеца, донесен беше дека не може да биде поголема каматата од главниот долг. Не беше опфатена казнената камата. Сега со овој законска измена се опфаќа и казнената камата, така да сега сите камати не смеат да бидат поголеми од главниот долг. И тоа е сега веќе дефинирано во тој случај. И сега што треба да се направи во делот на граѓаните, ако мислите некои други законски решенија за подобрување на статусот на граѓаните, тоа мислам дека ако ништо друго, барем да го земат извештајот на народниот правобранител, да го прочитаат и да постапат по тоа што укажува народниот правобранител. Бидејќи сите поплаки на граѓаните идат кај народниот правобранител и поединечно кај пратениците. Тој извештај, ако се разгледа и ако све се направи анализа каде е суштината на проблемот и каде е подобар живот да имаат граѓаните, тоа го пишува во извештајот на народниот правобранител, ние ќе немаме вакви проблеми да ги решаваме. Све ќе биде овие. Треба да се пристапи одговорно, како функционер, како министер, кој си седнал на тоа столче, ти си седнал на тоа столче да го подобриш, да подобриш државата, да подобриш граѓаните, да ги подобриш. Бидејќи без граѓани држава не бива. Без граѓани нема да постојат ни банки, ни извршители, ни ништо. И така ни бега народот. Меѓутоа со ова законско решение сметам дека ќе се балансираат работите и законски решенија треба да донесат она што ми поставите прашање, извештајот на народниот правобранител. Таму пишува се што треба да се направи за подобар живот на граѓаните. Како би го коментирале, бидејќи кажувате што треба да направат одговорните надлежните министрите за подобрување на животот на граѓаните, како би го коментирале покачувањето на функционерските плати 78%? Интересно ми е барем мене, што гледам дека ни опозицијата не се буни за ова решение, ниту држат пресконференции, ниту кажуваат. Не ги кажуваат ни они платите во собрание. И они земаат плати, истите плати ги земаат. Да. Интересно, значи, како власта и опозицијата веднаш се сплотија околу ова. За ова никој не се кара, ништо не им е спорно. А за други работи очи си вадат. Па ја пишав еден афоризам, ако сте го прочитале пред некој време, дека кога е опрашање интерес не се гледа ниту религијата, ниту ништо, се гледа само интерес. Интересот се парите во овој случај. Тој афоризам тоа укажува, дека не се гледа, се гледа интересот. Сакам да кажам дека платите на функционерите што се покачија тоа, лично, јас сум бил народен човек и останувам народ. Ја сум социјален пратеник, сум бил социјален председател на партија, мојата категорија на граѓани се осиромашен народ и така ќе останам додека сум жив. Ќе работам за народ. Во делот на ова прашање што ми го поставите, сметам лично дека треба да се коригираат. Да се направи методологија околу проценката на процентот на платата, што ги имаат они, не викам дека те треба да одиме напред. Проценката на платата да се коригира методологијата и тука ќе дојде до едно покачување, она што е
реално. И тоа ќе го направат, мислам дека ќе го направат. На тоа се работи. Вие сте биле пратеник, сте биле заменик министер. Ја нема што не сум бил. Да, Значи сум бил министер, сум бил заменик министер, пратеник сум бил 2 мандати, директор на Центарот за азил, кај што државата доби визна либерализација благодарение на овој Самко овде што седи, што го среди центарот, што беше еден од најголемите услови за добивање на визна либерализација. добро, сега сакам да ве прашам, криво ли е сега што не сте функционер? Бидејќи со овакво Па покачување, не, видите, прилично фина плата ќе се добива. Ја требаше да бидам пратеник, знаете, вие добро, прошлата емисија дискутиравме околу тоа. Кога излезе министерка да биде министерката за култура, бидејќи јас дојдев од изборната единица 5, јас требаше да бидам пратеник на местото нејзино. И претходно излезе исто женско, требаше да влезе колегата мој Козаров, нити он влезе, нити ја влегов. Законот бил така да ако излезе женско, да влезе женско, ако излезе машко, ако е женско не, па женско ќе влезе. Тоа е дискриминација на машкиот пол. Да, вие го споровте, тоа е Да, предоставено. и преку се суд, уставниот суд не го разгледа, демек не го разгледуваме предметот, а се знае зашто не го разгледуваат. Меѓутоа тоа е. Тоа сакам да кажам дека не ми е криво, зашто ми е криво. Јас сум човек народен и не сум гледал во моментот кој сум земал плата, колкава ми е платата, колкава ми е джепот. Јас кажував, пратениците имаат по 60.000 плата, фиксна плата е 60.000, нема нити комисии, плаќање, нити ова, нити тоа, и секој може да збори што сака. Фиксна 60.000. Наши колеги пратеници во другите држави земаат над 2.000 евра секдека. Кај сме одиле, срам не било да кажеме колку зема плата. И рачунете се од тие 60.000, ако ништо друго имаш едно во месецот едно 50-60 луѓе ти доаѓаат. Треба да почастиш кафе или она, или излегувам од собрание, ме чека некој пред врата, ме вика, дај ми пари, немам да се вратам назад. Мислим, пратеничкото место е малку по-другачие за разлика од другите функции што ги имаат. И лично сметам дека треба да се изврши корекција, односно намалување на методологијата за процентот за плата. И тоа така треба да биде и треба да се намалат платите разумно до кај што треба. И мислим дека тоа ќе се направи. Ако не се направи, јас лично, пошто мене ми поставите, сметам дека е тоа лоша работа. Не е добра. Па да, особено и во ваква Во економска една криза. економска криза се... ти одеднаш да направиш од 0 да идеш на 100, мислим не 80%, доликува, прво не доликува као функционер на држава која и го штитиш народот, треба да допринесеш на народот. Прво треба да направиш за народот, па после за себе. А видите, ова што го кажавте е интересно, бидејќи не се случи порамнување на платите во јавната администрација, законско порамнување со дигањето на процентот на минималната плата, па синдикатот, значи, синдикатите на Македонија ја тужеа владата, значи тужба поднесува до владата затоа што не го прави тоа порамнување, па владата вели сега се прави нова методологија за пресметување на плати во јавната администрација и така натаму. Тоа ја што викам. Да, значи Ама не методологијата да важи и за нив, не само за јавната администрација. Значи, внимавајте, законот не го испочитува за порамнување на платите, а кога дојде за функционерската плата, нема никаков проблем, веднаш си ја примија веднаш. Јас мислам дека ќе иде во амблок и администрацијата и ова методологија за проценка на платите. И тоа така треба да се направи, за да има некој баланс меѓу јавна администрација, функционер и така натаму и така натаму. Мислам дека тоа мора да го направат. И очекувам дека ќе го направат во најбрз можен рок. Затоа што има големо незадоволство кај народот. Значи ти треба да слушаш народот што ти збори. Не можеш ти да одлучуваш за нешто што сметаш дека е добро за тебе, а уствари не гледаш дека не е добро. Значи, реакцијата укажува дека треба да ја исправиш грешката што се направил. Уставниот суд дона таква одлука. Окој, еве, еден месец минал, дај сега вториот месец да го тоа регулираме, да смениме таа методологија на пресметка на плати и за јавната администрација и за функционерите. И тука ќе дојде до она што се вика
регулирање и нема да има никакви Да, и владата го вели дека треба тоа, но очигледно дека како да не им се брза премногу. Не знам. Ја мислам дека Може би работат. тактизираат уште некоја плата да земат. Не, јас мислам дека работат. Тоа и така едноставно не може брзо да се направи, али лично сметам дека ќе го направат бар она што јас контактирам со некои од пратениците и со координаторот исто контактирам дека ќе се коригираат тие работи, точно е. И би било, мислим, бар кога имаш еден сиромашен народ кој живи крпен живот, ти да драстично да идеш на едно големо покачување на платите. Тоа е, мислим, некоректно. Према својот народ што те изгласал ти да дојдеш до таква функција, до такво место и ти треба да го слушаш гласот на народот. И тоа треба најхитно да се направи ова законско решение околу платите. Да не се чека 5, 6, 7 месеци, 8 месеци. Не опозиција, не позиција. Вие самите гледате и така рековте, нити опозицијата се буни, нити позицијата. Да, никој, да. Па не се буни, затоа што зема пари. Да. И тука треба да се расчисти таа работа. Меѓутоа, ќе они губат. Тука народот треба да се преиспита. Народот треба да се преиспита дали исти се и едните и другите, или треба да кажат стоп на ваквото однесување на државата, односно државните функционери. Сметам лично дека ќе се регулира ова. Ако не се регулира, секој им чест. Господин Ибримовски, вие благодарам за ова гостување. Благодарам и на вас. Јас сум спремен и работам секогаш за народ и она што е битно за сиромашната категорија на граѓани. Таков сум бил од почеток, таков останувам и морам да кажам дека функциите што сум ги имал до сега се резултат на она што треба еден политичар да ги собере на едно место и да даде допринос на својот народ, бидејќи народот е твој и треба да се грижи за тој народ. Јас сум ги имал сите функции што треба да ги има како политичар и кој ќе ги соберам, треба да го слуша тој што има огромно искуство во тој дел и кој ги сумира сите резултати од досегашното работење на државата. Сум бил пратеник, сум бил заменик министер, сум бил министер, па пратеник, па директор на Центарот на азил, сум бил 3 мандати председател на заштитите организации на Македонија. Кога им викав за заштитите организации да не го менуваат законот уште тогаш кој бев пратеник, не ме послушаа, ги уништија фирмите. Пропаднеа многу инвалидни организации. Од таа методологија што сакаат да ја наметнат, ја наметнеа и ете, дојде тако. Ова глава има многу собрано од сите досегашни работи што ги имал како функционер и може само да им укажува на грешките, а они да ги применат. Да. Се знае нормално, закон правилно треба да биде, да се почитуваат одредби од законот, али ова законско решение сакам да им порачам на граѓаните дека ова е решение за таа категорија кои се блокирани негде околу 180.000, ова е добро дојдено за тие граѓани. И ќе работиме на регулирање на тие работи и јас по донесувањето на законот ќе направиме една голема турнија низ цела Македонија и ќе имам средба со граѓани да им укажам што треба да направат и како да се ослободат од овие давачки што ги имаат со години наназад. Ви благодарам уште еднаш. Самха Ибримовски, председател на ПЦЕР. Зборувавме за законот за ограничување на камати, за застарување на долгови. Почитувани, ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.